One-on-one web content brought to you by Good Nature. Здраво, здраво на сите. Сите ние местиме навигација за да одиме до некаде, до Скопје. Мислам, патот од Битола до Скопје с напамет го знам, али навигација си пуштам. Нека ми збора тетката. Башка српски ми збора, значи скрени према лево, скрени десно, иди само право, неозначен пут. Си уживаш, едноставно пријатно ти е да слушаш, знаеш. Си викам, толку што се обседнавме со сите тие гаджети, со сите тие навигации, работи, веќе заборавивме на некој начин и да излезам од улица, треба навигација. Излези лево, заклучија вратата. Буквално таков момент. Си викам, шо ако има македонска навигација? Зошто само српска са? Ние местиме sa Грција, одиме, не знам каде, оттам скрени лево, скрени. А пуспат ако и женати тука, таа и надвор од навигацијата го знае патот. Вика, не е така, скрени лево, скрени. Едноставно не се треба да рече само скрени, жено. Застани и скрени. И зошто мора да е женски глас секогаш? Ти вика. Си викам, шо ако има македонски глас, онака, кој би бил? Не знам. Предлог некој, кој би бил гласот? Кажете слободно. Кој? Бе, молам, кажете слободно. Кој би бил? Некој, кажете, предлог. Јас ќе скренам и без да ми речиш ти мене. Не, некој познат. Кој би бил гласот на некој познат од сите овие фаци? Кој би? Кој е Маријана Станековска, така? Леле перверзен мозок. Демек да ми диши на навигација. Лево, лево, тука, застани! Фала. Друг некој, дайте некој друг, сакам да ве слушнам. Ќе ги исполнам вашите желби, поверете, кој друг? Познат. Значи, оди песно. Не. Само си викам, шо ако замисли да би бил македонска навигација, ако има, тоа ќе биде хейтер некој, знаеш. Постојано ќе јади некој гомна, ќе кажува, постојано ќе објаснува, замисли се ти одиш натаму, не е таму. Лево, кој е лево бе, кој ти рече лево? Цело време ќе она. Буквално, тоа не е навигација, тоа е свекрвалство. Некој начин. Замисли жена ти влегува внатре во кола, мести тука, вика до Скопје, стигнува Скопје, таман како што вози, само слушаш од навигацијата. Не го знае патот, уште навигација. Битно бебето го остаje дома. Скопје ќе. И вози како лево. Стигнува тука сити, мол се мести, све паркира, по некој време само слегува вика 4 сати за паркинг. Шо ќе му кажеш дома? Замисли другиот ден. Мислам, таква навигација да е специјална направа, не да е класична. Влегуваш другиот ден од Сава или ти вика, ти кажа жена ти? Или, например, Алачки би рекла, едноставно само ќе влезеш и вака, каде ќе патуваме? Вечерва ќе патуваме? Пример само би било тоа. Нема на 10 метри. Таа само така ќе има, само тој звук ќе биде. Ти ќе воиш само вака чиме за лево пре. Си викам, шо, например, ако е стварно македонец, онаков тргнуваш си местиш тука, например, Солун, кај ти текна сега Солун. Замисли, како што стигнуваш тука до граница, вика, имаш време да се премислиш. Ти влегуваш во Солун и само одма коментира тука. Автопати им направиле, арно Европска Унија ги даде парите. Тие автопати, автопати направиле. Замисли, мислам, како би бил као. Или, например, навигација Никола Груевски. Замисли, таа е само за во Македонија ќе може да се користи. Оти пасо што земе, само тука да можеш да вртиш ни селата, ваму, таму, лево, десно. Малку погласно микрофонот, само фала многу. Само тука ни селата, ваму, да бек се враќам назад. И како што одиш успат, само вака вика, добар ден, драг Мајан, почитувам Мајан, одиме натаму, се кучуваме на автопатот А7А2, кој што е пекинато на сада сама. Тој не искористува момента да не е кампања. Вика, во одреден момент, овие има десно има спортска сала, јас ја напред. Знам. Оди натаму од оваа страна требаше да има спортска сала и нема спортска сала и како и дај ти местиш на пример исто местиш Пехчево пример. Викам, џабе ќе ти зборувам, сите патишта водат кон Идизово. Или например Зоран Заев да е апликација.
Той ќе има освен македонска, ќе има и странска поддршка. Сигурно ќе оди на дијалекти амерички. Ти може да си ги менјаваш. Или, например, навигација Бранко Геровски. Како шо влегува на така? Ќе мислиш дека радиото не ти е наместено. Од Јанково Миленко одма ќе префарли. Така де нема везе од Јанково Миленко. Не, од Бранко во Јанко ќе премине. Или навигација, например, геј. Само влегаш, например, каде до Скопје ќе снимаме емисија. Со кој? Со Жаре. О. Јас колку сум снимал со Жаре. Или поп навигација. Поп. Кажи, чедо Божје, каде ќе патуваме денес? Ти викаш до Скопје. Со Господ напред одиме до Скопје. Или меш, например, од Скопје за Битола. Каде? За Битола. Таму ни студент не се враќа дома, чедо Божје. Фала многу, се гледаме. Чао, чао.